Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отец и Синот и Светиот Дух, возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри, Христос воскресе! Христина воскресе! Христос воскресе! Христина воскресе! Христос воскресе! Христина воскресе! И радостни ден. Во секој втор ден од денот на Воскресението Христово, Светата Црква Божја чита едно евангелско четиво, чија содржина е необично важна и индикативна за севкупниот наш духовен живот и за нашето духовно гледање на човекот и на светот, имајќи исправно знаење и исправен пристап кон тајната на Бога, Троичниот Бог, Отецот, Синот и Духот Свет, и воплотениот Логос Негов, Богочовекот Христос, чие славно, свето и светло воскресение го славиме денес. Светиот евангелист и апостол Христов Јован денешното евангелско четиво ги започна со зборовите: Бога никој никогаш не го видел. За среќа, тој не останува при таа констатација дека Бога никој никогаш не го видел. Зашто ако е тоа точно, а точно, и ако е само тоа што знаеме за Бога, тогаш што ќе можеме ние да кажеме за некого кого не го познаваме, за кого никогаш не сме го видели? Изгора на тоа безможност кога било да го види. На што мисли светиот евангелист Јован кога ги кажува тие збори? Браќа и сестри, тој мисли на природата Божја, на Бога несоздадениот и вечниот, на Бога безпочетниот и на Бога безкрајниот. Во тие димензии од божественото постоење човекот не може да влезе. Премалечок, располага со премалечни капацитети, бидејќи е создаден и бидејќи има свој крај. Почетен е со потенцијални можности да стане безкрај. Зашто крајот на човекот треба да биде безкрајот Божи, а не градските гробишта. И сите сме свесни за тоа. Нема човек кој што не е свесен за тие потенцијални димензии од природата, односно битието и личноста на човекот. Затоа, браќа и сестри, во секој човек кој што е здрав, со умот и со срцето, постои природен отпор кон смртта. Тој не може со смртта да се согласи и не се согласува. Тој не сака да умре. И природно е да не сакате да умре. Неприродно е да го сакате. И уште по-неприродно да си ја предизвикате смрт. Не само да ја посакате, туку да си ја предизвикате. Чи Бог, според природа, на философски да си изразиме, на онтолошки план, останува за секогаш Deus absconditus, скриен Бог. Теос атеоритон,
непознатлив Бог. А има нешто со што тој ни се открива. Онаков како што е. Тоа се божествените енергии. Бидејќи се што постои е резултат на божествените творечки, креативни активности. Се што постои не постоело, а постои, бидејќи е плод на божествениот творечки логос, на Словото Боже, за кое што во вчерашното евангелско четиво убедливо читавме од истиот апостол и евангелист Христов Јован. Меѓутоа, начините на кои што Бог ни се открива се безбројни. Најтешко е и најголема лага да кажете дека Бог некогаш ни се открил и тоа што ни го открил е запишано на страниците од Светото Писмо и така заробен Бог во една книга, колку и да е света, тој престанува да биде активен и действен и живо присутен во животот на светот и во животот на човекот. Тоа е најголемата лага. Бог не престанува да ни се открива. Тој во секој ден од нашиот живот, во секој ден од историјата на светот, му се открива на човекот и на светот онаков како што е. И тоа што е непознатливо не значи дека не е познатливо, туку не може до крај да се позна. Чинот или процесот на познавање на Бога трае вечно. И затоа за Достоевски вечноста нема да биде досадна за човекот, зашто и го вечноста ни сите векови човекот креативно ќе го живее својот несмртен живот, вечно познавајќи го вечниот и несмртен Бог. Но врв на божествените откровенија е Синот Божи. Христос, распнатиот, убиениот, погребениот, а потоа воскреснати. Затоа во продолжение светиот апостол и евангелист Јован ни вели: да, Бога никој никогаш не го видел, ама ни се откри. Ексегисато, тоа е еден прекрасен патристички поим, од кој што произлегува зборот екзегеза или толкување. Бог, кој што е во Христос, Синот Божи, кој што е во пазувите на Бога, Отецот ни го откри, односно ексегисато, ни го открива толкувајќи го, приспособувајќи го него кон нашето знаење, кон нашите потенцијални можности да познаваме и да знаеме. И така човекот постепено расте и возрастува. Најстрашно е ако човекот сака да остане џуџе, кепец, да не сака да порасте. А неможно е да се остане на исто. Или се напредува, или се назадува. Или се живее во Бога, или се умира без Бога. Нема трета ситуација во животот. Е токму тоа Свети Јован Богослов, најголемиот, најумниот, најучениот, највозљубениот од 12 апостоли од Христа Господа, сето ова ни го открива, браќи и сестри. Зар треба повеќе да зборуваме? Секако дека можеме до утре да зборуваме. А најдобро е да се каже најважното и да се запамети. И со тоа што ќе се запамети да се живее во секој ден од нашиот живот. Амин.
Христос воскресе! Вистина воскресе! Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.